Поимот карактер потекнува од грчкиот збор харосо, врежувам, или характер, длето, врежано. Карактерот го означува она што кај една личност е трајно и специфично. Карактерот во етичка смисла е морална страна на личноста. Карактерот кај некоја личност зборува за правилноста во незиното однесување. За некоја личност велиме дека е карактер ако има цврсти етички начела. Основен елемент на карактерот е волјата. Од карактерот на некоја личност ги дознаваме основните својства на психичкото и морално суштество. Според карактерот, за позитивни се сметаат оние луѓе кои се мирни, тивки, весели, силни, решителни, постојани, храбри. Според карактерот, за негативни ги сметаме оние луѓе кои се слаби, поводливи, нерешителни, непостојани, страшливи. Разликата меѓу дрскост и величина е следната. Кај личност која се одликува со дрскост, среќаваме арогантно, нечовечко однесување без реална подкрепа во незината вредност. Кај личност која се одликува со величина, имаме сосема човечно и коректно однесување и покрај незината голема вредност. Разликата меѓу нечовечност и цврстина е следната. Кај личност која се одликува со нечовечност, среќаваме сурово, нечовечно однесување, додека кај личност која се одликува со цврстина, имаме коректно однесување со цврсто опстојување во своите ставови. Разликата меѓу итроста и паметта е следната. Кај личност која се одликува со итрост, во исполнување на своите цели, ги манипулира и искористува луѓето околу неа. Кај личност која се одликува со памет, исполнувањето на своите цели е на своја и туѓа добробит. Карактерите ги опишувале етичарите. Теофраст, ученик на Аристотел, со своето дело Карактери. Жан де Лабриер, со своето дело Карактери, со поднаслов Обичаите на нашата епоха. Жан де Лабриер, со своето дело, покажал дека луѓето не се измениле многу во поглед на однесувањето и карактерите.